Македонски медиа сервис mms.mk. Целата работа на филтер станицата, од самиот влез, од гидросистемот до крајот, до излезот на водата кон резерварот е представена на SCADA системот, на мониторот овде што го гледаме. Тука се представени сите 4 ултрафилтрацијски единици, рековме со вкупен капацитет од 100 литри во секунда. Овде е покажен влезот од гидросистемот, значи рековме влезот на зафат 1, матнотијата на зафат 1 е 5,8 НТУ, моментално влегува вода со 225 метри кубни. На влезот на филтер станицата се гледа температурата на водата, електропроцесните параметри, електроспроводливоста, НТУ на влез кај нас во филтер и ПХ на влез во филтер станицата. Како што реков понатаму, имаме два филтри, предфилтри, тука е представено, времето на филтрација зависи од матнотијата на водата и тоа автоматски го регулира. Тука сега моментално се задржува 8 минути. Значи тука се филтрира 2 минути, самиот филтер се пере. Понатаму продолжува на рековме на процесот на хемискиот третман на водата, коагулација. Коагулацијата е со дозир пумпи, еве ги представени, тие автоматски се регулираат спрема матнотијата на водата. Излез моментално водата е 0,03. Секогаш се движи на излез од филтер станицата матнотијата 0,028, што е, мислам, многу бистра вода. Секој од ултрафилтрацијските единици е представена исто така на мониторинг. Тука сега гледаме, во моментот филтрираме. Кога дојде до хидраулично перење се покажува. Целиот процес го следиме на монитор. Не, ова е базенот каде што еден дел од пред да влезе водата во резерварот се издвојува во овој сад и тој сад служи за перење на филтрите. Тоа е филтрирана, нехлорирана вода. И одовде правиме анализи и на тој начин гледаме дали водата е исправна, значи без хлор. Каде се чува таа вода, која што го снабдува градот 6 часа и да не работи? До објектот до филтер станицата се наоѓа резерварски простор, резервоар. Од 1500 метри кубни вода и имаме уште еден постар, тоа е 600 метри кубни. Овде се наоѓа просторија на хидросистемот Злетовица. Во таа просторија се наоѓаат двата вентили, игличест и лептирас и протокомерот на кој што отчитуваме колку вода ни испорачуваат. Оттаму влегува водата, овде имаме процесни параметри, ПХ, матнотија, проток, електроспроводливост и температура. Понатаму водата оди во предфилтрите, самочистички филтер кој што автоматски се чисти, времето на филтрација зависи од матнотијата на водата, кој што може самиот филтер да си го диктира, а можам и јас рачно да го ставам на колку време одговара да се филтрира. Меѓутоа тоа го правиме во случај кога треба да го чистиме ние. Понатаму имаме уште еден мрежест филтер, втор предфилтер. Овде доаѓа до регулација на притисокот од 5,5 бари на 1,7 бари, што всушност представува и нашиот работен притисок. За секој случај да не дојде до зголемување, при појава на зголемување на притисок имаме и сигурносен вентил. Одовде водата оди на хемиски третман. Хемискиот третман на водата се одвива во овие садови за коагулација со дозирање преку дозир пумпа полиалуминиум хидроксид хлорид. После процесот на коагулација, понатаму оди водата на фино филтрирање во ултрафилтрацијските модули. Финото филтрирање на водата започнува во ултрафилтрацијските модули. Секој ултрафилтрацијски модул е составен од 15.000 влакна изработени од полимерни материјали. Димензиите на порите се од 0,1 до 0,001 микрометар, што овозможуваат непропустање на вируси и на бактерии и висока квалитет на пречистување на водата. Пред влез на водата на пречистената вода во резерварот, еден дел од водата се издвојува во овој сад
кој што служи за перење на филтрите. Во тој сад водата е пречистена, филтрирана, меѓутоа без хлор. Понатаму водата оди на хлорирање и со дозир пумпа за хлор, како средство за дезинфекција користиме натриум хипохлорид. Оттаму водата оди во резерварскиот простор. Садот кој што овде го гледаме представува сад на неутрализација, значи водата од перење на филтрите, од хемиското перење оди во садот на неутрализација, каде што соодветна се дотерува pH-то на водата и оттаму се изфрла во таложник. Таа е отпадна вода. Во случај кога имаме порани дождови во тој момент доаѓа до зголемување на притоките, на рекичките и можеби до 10 пати, меѓутоа со добрата координација со вработените колегите од хидросистемот го надминуваме тој проблем. На време ја следиме временската прогноза и се подготвени за врнежите. Еве денеска доаѓаме и надвор има дожд. Што се случува со филтр станицата во овој момент? Во овој момент дождот не е порен, си паѓа нормално и не предизвикува проблеми. Ви реков, вредноста на матнотијата е 5,2, што филтр станицата може да работи. Во случај ако дојде до зголемена матнотија над 80 НТУ, се праќа сигнал до филтр станицата и таа сама запира. При пораниот дожд невреме имавме во недела, ја стопиравме филтр станицата, НТУ-то беше некаде над 300 и ја следиме состојбата заедно со вработените од хидросистемот. Нашиот резерварски простор е голем, имаме околу резерва на вода околу 2100 метри кубни вода, што значи дека можеме да бидеме без работа на филтерот во зимен период и до 12 часа. Колку време не работеше станицата? Филтр станицата во зимен период може и колку време не работеше, околу 6 часа не работеше. И немавме проблем со водоснабдување. Водоснабдувањето се одвива нормално? Нормално се одвива. Да. Сосема нормално. Што се случува во летниот период кога има нагла матност? Останува ли градот без вода? Па се случува да остане без вода, посебно се случува високите зони во градот. Не сме имале толку долг прекин. Ќе се избистри водата, работиме пак, ако заврне пак ќе стопираме и така. Мислам, не сме имале големи проблеми. Па со ваквата ултрафилтрација се добива високвалитетна пречистителна вода. До сегашните анализи, например, години наназад, покажуваат константни параметри кои што се секогаш во граници на дозволени граници. Ова се резултатите од неделните испитувања и извештајот од тестирање извршен од Центарот за јавно здравје Штип. На првите примероци по случаен избор земена вода гледаме дека резултатите одговараат на правилникот за безбедност на водата. Како што пред малку реков, на наше барање вршиме испитувања на водата, на филтрирана, нехлорирана вода. Исто така се гледа дека водата и без хлор одговара на правилникот за безбедност на водата од службен вестник 183/2018. Овие резултати ги добиваме на неделна база, од Центарот за јавно здравје си доаѓа вработен, кој што по собствен избор зима мостра за анализа од 3 мерни места во градот Пробиште. Детално е представено филтр станица Пробиштип. На неа можеме да видиме температура внатрешна, надворешна и моментален проток на вода. Од тука исто можеме да ја регулираме, да го регулираме самиот проток, моментален проток колку може да влечат Пробиштип, филтр станицата во Пробиштип. Тоа е моментално, тоа е значи моментално колку е отворен самиот дигличен вентил. Моментално е значи отвореноста 36%. Со
50, моментално градот Пробиштип, односно филтер станица Пробиштип, зима 56 литри во секунда. Колку е максималниот што го има? Максимално мислам дека е 100 литри во секунда. Ако дојде до заматување на водата, НТУ-то да е поголемо од 99, можеме автоматски од тука да го сопреме вентилот. Покрај овие обилни врнежи, последно време имаме, не мислам последно време, како што е временските пригоди, така и ние менуваме. Сега тука гледаме дека има цевковод Лозово и станица Карвенци, Штип. Дали на идентичен начин можете да ги гледате и тие филтерници? Тие моментално цевковод Лозово и Карвенци не се во функција, нема прочистителни станици, другото го не се во функција. Моментално во функција се цевковод Зафат 1, цевковод Штип, станица Штип, Свети Николе, Зафат 3. Највеќе имаме проблем есенскиот дел и пролета, кога има пообилни врнежи и ако има нагли врнежи, тогаш имаме проблеми со загадување на вода и лисја од самите дрвја што ги носи реката, али навремено реагираме, поголеми проблеми немаме. Македонски медиа сервис. mms.mk